квалитетно време со своите деца и да поразговараат со нив за сите проблеми со кои тие се соочуваат. Томислав Атанасовски. SOS телефонот за деца и млади на првата детска амбасада Мегаши функционира веќе 19 години и досега се регистрирани над 18.000 повеци. Истиот представува служба за директна помош и поддршка на децата, младите и нивните семејства. Голем број деца се уште се изложени на насилство и злоупотреба од страна на семејството, училиштето и институциите. Тоа го покажува извештајот за 2011 година, кој беше презентиран денеска. Она што не загрижува од вкупните 462 случаеви на прекршување на правата на децата и проблеми кои ги имаат децата е генералниот заклучок. Децата таму каде што треба да бидат најзагрижени се најмалку загрижени, а тоа е домот, во училиштето и во институциите. 84 деца пријавиле дека биле малтретирани, занемарувани, повредувани во семејството. 86 деца биле пријавени од страна на дојавувачите дека им биле повредени нивните права, трпеле насилство во училиштето. 86 деца биле пријавени од страна на возрастни дојавувачи дека трпеле институционална злоупотреба и занемарување. Скупно 477 случаеви, 191 дете били изложени на физичко, психичко, сексуално насилство, како и негрижа и занемарување. Генералниот заклучок е: децата и понатаму трпат, молчат и не пријавуваат насилство. Не веруваат дека ќе добијат поддршка од најблиските, родителите, од училишните психолози, педагози, социјални работници таму каде што ги има или дефектолози. Тие ретко го пријавуваат насилството затоа што се плашат. Се јави видно вознамирено девојче, другарче, да не информира дека нејзиното другарче, нејзината соученичка и другарка видела како е сведок, значи девојчево е сведок дека е физички одвлечено и со погрдни зборови од страна на нејзината мајка. Во самото друштво, како што било девојчето, неговата мајка дошла и го одвлекла. Потоа ситуацијата ескалира со тоа што во самиот дом девојчето било изложено освен на психичко и на физичко насилство од страна на мајката, значи со удари по главата, по рацете и по нозете, дури и со користење на чекан. Во однос на средината, значи само 18% од дојавувачите се од руралните средини, што ни покажува дека сепак можеби граѓаните од руралните средини не се доволно информирани, не ги знаат своите права и не знаат каде да се обратат. Токму заради тоа ние уствари се ангажираме во тој правец да ги прошириме нашата мрежа и да ги информираме како претходната година и ќе продолжиме да ги информираме за постоењето на SOS телефонот. На SOS телефонот за деца и млади секојдневно се јавуваат и деца и возрастни кои што имаат да пријават некаков вид на насилство или пак некој проблем со кој што се соочуваат. Лично за мене волонтирањето во Мегаши представува можност да бидам вклучена во нешто што ме интересира, нешто што сакам да го работам, исто така големо искуство за мене, а од друга страна е големо задоволството кога знаеш дека си му помогнал на некој на кој што му е неопходна помош. За подобрување на ваквата состојба на децата, Мегаши препорачува родителите да поминат квалитетно време со своите деца и да поразговараат со нив за сите проблеми со кои се соочуваат. Се препорачува строга селекција при изборот на кадрите кои треба да работат со деца, како и нивно континуирано доусовршување и контрола преку различни обуки и работилници. Центрите за социјална работа потребно е поголемо внимание да посветат на работа на терен, со што ќе вршат строг надзор врз семејствата во кои има нарушени семејни односи и со тоа ќе имаат директен увид во истите и поскоро ќе интервенираат. Мегаши во светот ги повикува и ги охрабрува сите оние кои биле изложени на било каков вид на насилство или се сведоци на истото, да се јават и истото да го пријават. Прикривањето на насилството воедно означува давање на дозвола и охрабрување на насилникот да продолжи со таквото однесување. Во извештајот за 2011 година стои дека децата се најнезаштитени оному каде што треба да се најзаштитени: во домот, во училиштето, во другите институции кои се надлежни да возможат непречено остварување на правата на децата.
Исто така, оваа година се забележува зголемување на дојавите по електронска пошта, што се должи на масовното користење на интернетот, посебно на социјалните мрежи. Но исто така граѓаните претпочитаат да го практикуваат и начинот на директна посета во првата детска амбасада Медјачи, каде остваруваат директни контакти со стручни лица. Со телефонскиот повик децата може да добијат помош и информации, стручен совет, психосоцијална подршка или едноставно да разговараат за проблемите со кои се соочуваат, а за кои немаат со кого да поразговараат. Токму затоа стручниот тим на СОС линијата го сочинуваат педагози, психолози, социјални работници, психотерапевти и волонтери од овие профили, кои во разговорите не даваат готови решенија на проблемите, туку разговараат за можни алтернативи за решавање на проблемот за кој се јавиле. На правата на